Македонија сакал за да го дадам своето мислење 2014 за година. буџетот за следната 2014 година. При тоа концепцијски најпрво ќе се осврнам на општите параметри во буџетот. Понатака би сакал да направам една сериозна разлика помеѓу политиките кои што ги спроведува ВМРО-ДПМН и политиките кои што биле претходно спроведувани. Исто така ќе направам споредба на Република Македонија и соседните земји и на крај ќе презентирам неколку проекти кои што сметам дека се клучни за буџетот во следната година. Она со што би сакал да започнам се две работи. Прво би сакал да честитам на владата на Република Македонија, но и на стопанството, што успеваме секоја година да имаме развојни и стабилни буџети кои што се исклучително значајни за функционирањето на една држава. Во услови на светска економска криза и на европска должничка криза да се постигнува ова што го постигнува Република Македонија на вистина за честитки и кон владата на Република Македонија, но и кон стопанството кое што со своите приходи го полни буџетот на Република Македонија. И затоа сакам да кажам дека се покажа како оправдана нашата политика која што ја промовиравме уште во 2006 година, а тоа беше политика на ниски даноци. Имено ВМРО-ДПМН верува во политиката на ниски даноци, затоа истите ги воведе, но во исто време верува во еден праведен систем во кој што сите плаќаат. Значи даноците се пониски, но плаќаат сите. Разликата со СДСМ која што се промовира и во идеите кои што сега ги дава СДСМ е во тоа што СДСМ се залага за повисоки даноци и за прогресивни даноци кои што се на некој начин и дел од социјалдемократската идеја. Но проблемот тука е дека не се поставува систем, заради тоа што кога СДСМ беше на власт и кога го полнеше буџетот, даноците беа повисоки, но не ги плаќаа сите. Односно СДСМ мислеше дека доколку оние кои што им се поблиски не плаќаат даноци, на тој начин ќе ги стимулираат и ќе има развој во државата. Тоа се покажа како погрешно, заради тоа што создаваја нефер услови за надпревар помеѓу стопанските субјекти и стопанството да не одеше напред. Во исто време не е доволно само да ги намалите даноците, туку е потребно и да ги намалите процедурите. Заради тоа што, например, неколку наши соседни држави се обидува да не следат во делот на даноците, особено во делот на рамниот данок од 10%, но не сватија дека не е доволно да се намали само данокот, туку дека е потребно да се намалат и процедурите. Заради тоа што, ако е потребно на една компанија од 25 работни дена поголемиот дел од времето да го троши на процедури, во тој случај треба да вработува луѓе кои што ќе се занимаваат само со тоа. На тој начин ги зголемува трошоците во рамки на својата фирма и станува повторно недоволно продуктивна. Тоа не го правиме ние, напротив, се спроведуваат сериозни реформи во Централниот регистар, во катастарот и во останатите институции кои што возможуваат на компаниите во што пократок рок и со помалку процедури да ги завршуваат работите. Сега ќе се осврнам на неколку проекти за следната година. На почеток би сакал да кажам дека позитивните сигнали кои што доаѓаат од Европа се навистина нешто што е за поздравување и нешто што го охрабрува и стопанството и граѓаните на Република Македонија. Имено Европската унија пополека излегува од рецесијата и веќе се остваруваат растови во оваа година од 0,3 и 0,2% во последните квартали. Тоа не е премногу, но имајќи предвид дека главен конзумент на она што се произведува во Република Македонија е токму Европската унија, ова е навистина еден позитивен сигнал кој што ќе даде позитивен сигнал кон стопанството во Република Македонија. Во таа насока, она што е исклучително значајно е дека за следната година се предвидува раст на бруто домашниот производ од 3,2%, што во услови на едно вакво заздравување на вистина бројка која што треба да се поздрави. Во исто време, имајќи предвид дека индустријата во периодот од јануари до октомври оваа година бележи раст од 2,6% и дека се предвидува да продолжи тој раст, но некаде 3,8% во следната година, како и раст од 5% во градежништвото, тоа доволно говори дека реални се проекциите кои што ги имаме во буџетот. Исто така услугите, односно услужниот сектор, кои што прават значаен дел од буџетот и од бруто домашниот производ, имаат раст и минатата и оваа година. За следната година се очекува раст од 2,9%, што е исклучително позитивно, додека во земјоделието се очекува раст од 3%.
Бруто инвестициите за следната година, што е за поздравување, се зголемуваат за 7,5%, што е сериозно потикнување на стопанството и значи дека ќе има сериозни инвестиции и во приватните инвестиции, но и во странските директни инвестиции. Во делот на јавните инвестиции кои што се зголемуваат за следната година, би сакал да ги поздравам проектите кои што се однесуваат на подобрување на транспортната мрежа, на подобрување на енергетскиот систем, на комуналната инфраструктура, инвестициите во образованието, социјалниот и здравствениот систем, за кој што ќе говорам малку подоцна. Она што исто така е за поздравување е дека се очекува стабилна и ниска инфлација од 3,3% и буџетски дефицит од 3,5%, што е во рамки на најдобрите предвидувања на земјите од Европската Унија. Спротивно на ова, она што би сакал да го кажам е дека во периодот кога немаше ниски даноци, приходите во буџетот беа далеку пониски, остварувањата беа далеку пониски и стопанството не ја чувствуваше ова релаксација која што ја чувствува сега. Во исто време, најдете барем еден пример на држава која што во светска економска криза има раст на бруто домашниот производ, во исто време зголемува плати, зголемува пензии, зголемува субвенции и зголемува социјални трансфери. Најголем дел од земјите ги намалуваат, ние ги зголемуваме, така пензионерите од 1. март оваа година ќе добијат покачување на пензијата од 5%, вработените во јавниот сектор ќе добијат покачување од 1. октомври исто така од 5%, а се зголемуваат и голем дел од социјалната помош за различни категории на граѓани. Спротивно на тоа, денеска можевме да слушнеме како поранешниот гувернер на Народната банка на Република Македонија и министер за финансии во времето на СДСМ Петар Гочев зборува дека следната влада на СДСМ треба да ги зголеми даноците. Тоа е концепцијската разлика која што постои помеѓу нас и СДСМ. Ние сме за ниски даноци, СДСМ е за зголемување на даноци. Во исто време, имајќи предвид дека многу често и тука од пратениците и од останати експерти блиски на опозицијата се говори за тоа каква е состојбата во Република Македонија и дека тоа се бројки кои што не носат ништо добро на граѓаните на Република Македонија, јас би сакал еве да се споредуваме. Не само со времето на СДСМ, тука да се споредуваме со останати држави. И за од старт да побијам уште еден аргумент, нема да се споредуваме со Германија или со Франција, заради тоа што таму често велите и мала стапка на раз, значи многу имајќи во предвид претходното, еве да се споредуваме со соседните држави кои што се на исто или слично ниво со нас. Еве да се споредиме со Србија. Во Србија данокот на додадена вредност се зголеми од 18 на 20%, данокот на доход се зголеми од 10 на 15%, со што Србија влезе во редот на 25 европски земји, кои што како резултат на кризата одлучија да ги зголемат даноците. Од земјите во регионот, ДДВ се плаќа на следниот начин. Хрватска плаќа 25% ДДВ. Во исто време, Хрватска ја зголеми старосната граница за пензионирање на 67 години. Во Република Македонија ДДВ се плаќа 18% и пензионерите не само што не им се зголемува границата за пензионирање, туку од 1. март оваа година добиваат покачување на пензиите од 5%. Тоа е споредување меѓу нас и Хрватска. Понатака, Грција плаќа ДДВ од 23%, има јавен долг од 168% од бруто домашниот производ и се наоѓа во целосен банкрот. Мислам дека нема потреба дополнително да објаснувам за Грција. Словенија, Бугарија и Албанија плаќаат повисоко ДДВ од Република Македонија и тоа е 20%. Србите ги замрзнаа платите во јавната администрација, а дел ги намалија и како што изјави нивниот министер за финансии, како и вице-премиерот, дупката која што ја очекуваат во буџетот за следната година ќе изнесува повеќе од 1 милијарда евра. Ако Србија има 8 милиони жители, тоа би значило дека Република Македонија, доколку се спроведеше српското сценарио во Македонија, односно доколку се водеше финансиска политика која што се води во Србија, требаше да има дупка од 250 милиони евра, заради тоа што е 4 пати помало. Но во Република Македонија буџетскиот дефицит во апсолутна смисла ќе биде нешто помал од 100 милиони евра. Понатака,
заради тоа што е добро да се споредуваме и ќе се споредуваме само со земјите од регионот, би сакал да кажам уште неколку бројки. Очекувам раст на бруто домашниот производ за 2014 година. Република Македонија е на 4-то место вкупно во Европа и е пред сите земји од регионот. Само за пример, се извинувам, на 5-то место. Република Македонија има 3,2% проектиран раст за следната година. Босна и Херцеговина, значи само од регионот зборувам, е на 15-то место со проектиран раст од 2%. Србија е на 16-то место со проектиран раст од исто така 2%. Бугарија е на 21-то место со проектиран раст од 1,6%, додека Хрватска е на 22-то место со проектиран раст од 1,5%. Тоа е повторно споредување помеѓу нас и сите останати земји во регионот. По однос на дефицитот во буџетот, како процент од бруто домашниот производ, Република Македонија има предвидено 3,5%, за споредба Словенија предвидува 3,8%, Хрватска предвидува, која што е исто така членка на Европската унија како и Словенија, 4,7%, Србија предвидува 6,2%, додека Албанија предвидува 6,3%. Значи Република Македонија има помал буџетски дефицит проектиран за следната година од сите земји во регионот. Понатака, по однос на расходите во рамки на буџетот, тие се едни од најмалите како зафаќање во бруто домашниот производ. Имено, Република Македонија, како процент од бруто домашниот производ во делот на расходи на буџетот, има 32,2% и е на 3-то место во Европа. Само за споредба, односно доколку сакаме да се споредуваме, Словенија има 47,6%, Грција има 46,9%, Кипар има 46,8%, Србија има 46%, Босна и Херцеговина има 46%. Значи во овој дел сме исто така најдобри во регионот. По однос на државниот долг, Република Македонија е на високото 4-то место како една од најмалку задолжените држави со 34,4%. За споредба, Хрватска има 59,5%, Словенија има 62,6%, а Грција има фантастични 169,1%. Тоа се бројките, тоа се споредбите, повторувам, не со претходните влади на СДСМ, туку со земјите во регионот кои што се на исто или на слично економско ниво како Република Македонија, што само позитивно говори за политиките кои што се спроведуваат во Република Македонија и кои што се исклучително успешни. Сега да проговориме и директно за буџетот, односно каде ќе се потрошат парите предвидени во буџетот. Прво сакам да поздравам тоа што капиталните расходи за следната година се зголемуваат, што значи директно потикнување на стопанството и што значи силен импулс за понатамошен развој стопанството, а се очекува и зголемување на странските инвестиции кои што ги гледаме и оваа година, се надевам дека ќе ги гледаме и следната година. Би одел по неколку институции соодветно на времето кое што го имам. Например, во здравството, за реконструкција и доградба на јавни здравствени установи во Република Македонија ќе се потрошат нешто околу 286 милиони денари. За медицинска опрема ќе се потрошат нешто над 1 милиарда денари. За изградба на амбуланти во руралните средини ќе се потрошат нешто над 2 милиони денари. За изградба на клиничка болница во Тетово ќе се потрошат нешто над 40 милиони денари. За изградба на ПЕТ центар кој што ќе е единствен во регионот ќе се потрошат нешто над 150 милиони денари. Понатака, во делот на превенција, например, кардиоваскуларни заболувања, нешто над 10 милиони денари. Организирање на сите оние едукативни работи кои што се потребни во делот на здравството, нешто над 60 милиони денари. Задолжителна имунизација на населението, нешто над 240 милиони денари. Понатака, во делот на комплетна здравствена превенција, вкупно ќе се потрошат негде над 400 милиони денари. Тоа е во делот на Министерството за здравство. Одиме понатака. Во делот на Министерството за информатичко општество и администрација,
ќе се потрошат некаде околу 2 милиони денари за документ менеджмент систем и исто така околу 2 милиони денари за проектот за интероперабилност, што треба да значи подобра комуникација помеѓу сите институции во Република Македонија, нивно мрежно поврзување, како би можело, она што го споменав и на почетокот на говорот, да се намалуваат процедурите, заради тоа што намалувањето на даноци има смисла само со намалени процедури. Понатака, во делот на Министерството за култура, во споредба со овогодинешниот буџет, имаме зголемување од 27,41%. И тоа во издавачката дејност, превод на 130 тома македонска книжевност на 6 јазици. Понатака превод на звездите на светската книжевност. Понатака обновување на фасади на објекти на споменичка култура во сите градови. Почеток на изградба на театар во Струмица, што би сакал особено да го поздравам како љубител на театарот. Покривна конструкција на сцената на античкиот театар во Охрид. Покривна конструкција на сцената на Долни Сарај во Охрид, како и можело Охридско лето да добие комплетно да добие сцени кои што можат да се користат и во понеповолни временски услови. Понатака набавка на сценска опрема за сите театри. Така наречениот топол културен бран, поддршка на финансирање на проектите за национални уметници и така натака. Реконструкција и санација на албанскиот театар во Скопје. Изградба на театар и библиотека во Тетово, што исто така го поддржувам. Понатака информативни киосци на секаде низ државата. Санација на музеот на Македонија. Реконструкција на музеот на современа уметност. Доизградба на театарот во Велес, како и почнување на изградба на турски театар во Скопје, што исто така го поздравувам. Одиме понатака, во делот на Министерството за труд и социјална политика, може би најзначајните поместување оваа година кои што сакам да ја поздравам. Споменав, зголемување на пензиите за 5%, понатака поддршка на најранливите категории на кои што навистина им е потребна поддршка. Така, за додаток за самохрани родители се зголемува за 50%, надоместокот за глуви се зголемува за 100%, понатака се воведува надоместок за квадриплегија кој што изнесува 42 милиони денари, односно 7.000 денари по корисник за 500 корисници. Понатака зголемување на вкупната социјална помош за 5% од месец март. Одиме понатака. Во делот на Министерството за транспорт и врски, што исто така е еден позитивен импулс и би сакал да го поздравам. За изградба на социјални станови, нешто околу 770 милиони денари. За санација на водоводи и канализации согласно договорот со КФВ банка, нешто околу 12 милиарди денари. 12 милиони денари се извинувам. Водоводи и канализации по истиот договор 240 милиони денари. Понатака, во делот на отпадни води 234 милиони денари. Во делот на ремонт на пруги на коридор 10 и реконструкција, односно рехабилитација на пругата од Куманово до Билјаковци некаде околу 674 милиони денари. Во исто време, Република Македонија во 2014 година стартува со интензивна изградба на автопатишта. За една година во Република Македонија почнуваат да се градат автопати колку што никогаш претходно не биле почнати. Почнува во март месец да се гради автопатот од Кичево до Охрид во должина од 57 километри со рок на завршување од само 3 години. Во истиот месец почнува изградбата на автопатот од Миладиновци преку Свети Николе до Штип во должина од 48 километри и рок на изградба од исто така само 3 години. Понатака предвидена е реконструкција на патниот правец од Велес до Катланово, односно автопатот во тој дел во должина од 24 километри. Интензивна градба на делот Демиркапија Смоквица во делот 28 километри, како и Смоквица Гевгелија во делот 10 километри. Почитувани пратеници, почитувани граѓани, сите овие параметри кои што претходно ги споменав, како и правилно водената економска политика, само покажува дека стопанството во Република Македонија во 2014 година ќе продолжи да остварува позитивен раст. Тоа значи подобри денови за македонските граѓани и тоа значи веќе отпочнување на еден циклус на неколку години интензивен економски раст, целосно за заздравување од економската криза, што е пред се резултат на правилните политики кои што ги води владата на Република Македонија и затоа ја изразувам поддршката на буџетот за 2014 година. Благодарам.